Почитувани новинари, почитувана јавност, планот за корупција кој што го најавува владата е обична камуфлажа за вистинската корупција која што и понатаму се случува. Последниве 4 години власта покажа дека е мајстор за многу афери, рекети, пари во готово кои се ставаат во торба и наместо да имаме реална акција, имаме само некакви планови на хартија, а државата е на највисоко ниво на корупција во Европа. Сега и за суштината, еве една задача денес за делување на истражните органи и на самите владини така наречени борци против корупцијата, на чело на оваа коруптивна равенка која што денес ќе соопштиме е министерот за здравство господинот Филипче, кој што е веројатно омилен кадар на премиерот Заев. Се работи за тендер кој отвора сомнеш за системска корупција во здравството при набавка на томографи. Набавката на томографи се претвора во нова афера наречена коруптографија на министерот за здравство, а се однесува на болниците во Кавадарци и Гевгелија. И еве кој бил вистинскиот приоритет на министерот Филипче додека трае драмата за набавка на вакцини. Зад завесата се случува уште еден сомнителен тендер, овој пат со набавка на томографи за потребите на двете споменати болници Кавадарци и Гевгелија. Она што е драматично воочливо е што се поништува првиот пат јавната набавка на томографи, се елиминира конкуренцијата од преостанатите 7 фирми, преку нарачана интервенција на управата на Бирото за јавни набавки и двете набавки ги добива само една фирма. Разликата е во тоа што првиот пат цената на чинење на тендерите за 2 томографи е 21 милион денари, а по поништувањето на вториот пат тендерот чини со томографите и составните елементи 36 милиони денари. Односно, 15 милиони денари повеќе за истите томографи, за истата набавка, но овој пат само со една фирма во игра, која што го добива монополот. Наместо Заев и Филипче, приоритет да им биде набавката на вакцини во декември минатата година и февруари оваа година, приоритет им била набавката на томографи, поништување на тендер и истиот да го добие фирма со зголемена цена од 15 милиони денари. Тоа покажува дека во здравството нема вакцини, но има големи сомнежи за корупција и набавката на томографи во Кавадарци и во Гевгелија е само еден од показателите дека корупцијата во здравството игра значајна улога. За да биде сомнежот поголем, фирмата која што на вториот тендер ги добива двата томографи, самата учествувала на првиот тендер со пониски цени. Се работи за фирмата Cubus Medical, која што според јавно достапни информации во изминативе 3 години од Министерството за здравство има добиено тендери во висина од прилика од 5 милиони евра. Имено за што станува збор? Министерството за здравство распишува јавна набавка за апарати за томографија за Кавадарци и Гевгелија, при што победник на првиот тендер е предвидено да биде оној правен субјект кој што ќе понуди најниска цена. Вкупната сума за двата апарати изнесува 36 милиони денари вкупната предвидена цена. Учествуваат 8 компании во првиот надпревар во декември 2020 година. Победник за набавката на едниот апарат е Cubus Medical со понуда од 8,5 милиони денари, а втората набавка ја добива друга компанија со понуда од 12 милиони и 400 илјади денари. Ова се случува ден пред Нова година. Потоа, интервентен упад прави управната контрола на Бирото за јавни набавки, ја поништува јавната набавка наводно заради неподнесени С сертификати од страна на сите компании, а не им дава никаков рок на компаниите да го обезбедат овој С сертификат, кој многу лесно се добива, доколку се укаже дека е потребно да се коригира документацијата. На 2 февруари оваа година повторно се организира нова јавна набавка, при што властите укажуваат дека единствено право за учество на двата тендери има само компанијата Cubus Medical. Овој пат за истите томографи, за кои првиот пат Cubus Medical
ги понудила по цена од 8,5 милиони денари, вториот пат ги понудува по цена од 12 милиони и 400.000 денари и вториот томограф исто така е набавен за 16 милиони денари, односно за речиси 5 милиони денари поскапо по однос на првото наддавање. Се набавуваат и два составни делови на овие томографи, кои што чинат 2 милиони и 400.000 денари и разликата е во тоа што првиот пат тендерот, цената на чинење била 21 милион денари, а по поништувањето на овој тендер, вториот пат за истите томографи државата преку Министерството за здравство плаќа 36 милиони денари, односно 15 милиони денари повеќе. Тоа значи дека имаме целосно елиминирана конкуренција од страна на Министерството за здравство. Управната контрола се користи како алиби за поништување на првата поевтина набавка и втората набавка при елиминирана конкуренција го користи една фирма и цените одат до плафон, односно 15 милиони денари поскапо од првата набавка на томографи. На крај стои подписот на Министерот за здравство. Прашањата кои што се поставуваат при аферата за оваа, би рекол, корумпирографија е зошто управната контрола ја поништува јавната набавка и нема дозволено сите фирми да обезбедат С сертификат. Како може да се набават за 15 милиони денари поскапи томографи, односно при првата поништена набавка истите апарати да чинат 21 милион денари, а при втората набавка истите да чинат 36 милиони денари, само затоа што конкурира една фирма со временска разлика од 2 месеци. Затоа сметаме дека за ваквата набавка на томографи, Министерството за здравство очигледно е дека го има местено тендерот за да го добие една фирма со многу поскапа цена од 15 милиони денари за разлика од првиот пат. Ова покажува дека во реалните набавки во владата корупцијата е еден од системите на функционирање, додека владата во исто време предлага некакви хартии за борба против корупција. Толку би било за оваа тема. Ги имаме и самите документи кои што ќе ви ги дадеме на увид, за да можете да ги посведочите овие тврдења за оваа сомнителна јавна набавка во Министерството за здравство. Повелете доколку има прашања. Од темата едно прашање за актуелна тема може? Да, слободно. Господине Милошовски, во моментот постои опција од можност од Македонија да се попишете исто како да престојувате во странство. Како го коментирате ова? По однос на нефункционалноста на електронскиот систем за попишување, сметаме дека тоа е само еден показател колку овој попис ќе биде неверодостоен и колку власта не е спремна да го спроведе овој попис. Затоа нашата порака до директорот на Заводот за статистика, Апостол Симовски, е да не се заканува со затворски казни кон граѓаните, туку самиот да размисли, според Законот за попис член 41, директорот е лично одговорен и кривично одговорен за нефункционалноста на системот или за пробивањето на системот. Испаѓа дека овој нефункционален систем, кој што видовме дека некои граѓани успеале да го пробијат, не е вина на граѓаните, туку е вина на самиот директор што потрошил државни пари, имаме неефикасен систем кој што ќе даде неверодостојни податоци, а кривичната одговорност за таквиот неефикасен систем е лично кај директорот на Заводот за статистика. Ова е уште еден показател дека пописот е многу сомнителен и податоците од истиот нема да бидат веродостојни. Дали има други прашања? Доколку нема, ви благодарам многу за присуството.